настанот кој што го најавивте ќе биде една исклучителна вечер за паметење, а таков ќе биде и спотот кој што денеска го промовираме, кој што е во чест на Божик, најголемиот христијански празник, светлина во светлина. За таа цел наши гости ни се Ивана Карајан и Иван Лозановски, автори на ова нова божикна песна, што има шанси да прерасне и во божикна химна. Честитки за двајцата. Ви благодариме за убавите зборови и за поканата. Браво, Ивана. Значи, задоволството е наше. Некој ден после Божик, иако не држи се уште тоа божикно расположение, таа празнична атмосфера се чувствува и во сите домови, по улиците и секаде, особено до Свети Јован, додека ни е вака некако накитено, украсено и додека сите си ги посакуваме најубавите желби за годинава која ја започнавме. Многу ни е важно и музиката да ја имаме како еден лајтмотив на животот, бидејќи животот без музика веројатно би бил некаква грешка, така? Да, нема смисла. Како настана Светлина во светлина, Иван? Па Светлина во светлина, првичната идеја беше неизина, она имаше една мелодија и она на таа мелодија почна да го пишува текстот и мене ми се јави буквално во истите тие неколку денови одма како би звучала, зашто ние работиме долго време, прилика си ги разбираме вкусовите, што целиме и како за некои работи сакаме да звучат. И едноставно, јас автоматски знаев како би требало да звучи на божикна песна, треба да звучи топло, треба да звучи нежно, треба да звучи смирувачки, мотивирачки, во една таква скромна атмосфера. Браво. Да. Ивана, колку е лесно да имаш соработник со кој си имате исти бубачки, па лесно се разбирате, а? Многу, нема нешто поубаво, искрено. Со Иван е дел од мојот бенд, свири гитара и заедно годиме овој музички пат, заедно се развиваме во се, па така и во продукцијскиот дел и во креирањето на нова музика и морам да кажам дека од целиот мој бенд со него имаме најслични вкусови за музика. Да. Па мислам дека тоа го покажуваме и низ нашите авторски дела. Браво. Точно. Се е полесно кога имаме отворени карти, кога знаеме што сакаме, ама и кога многу добро знаеме што ни пречи. Колку е едноставно во бенд да се направи една синергија, да се направи една убава атмосфера за сите да бидат задоволни во работењето, особено да умеат навреме да кажат што им пречи? Па едноставно не е. Воопшто се работи нели за повеќе луѓе, различни карактери, секој си има нешто свое да каже, но сите целиме кон тоа да бидеме сослушани. И кога ќе си дадеме критика, може да се јави нели и лутење, но секогаш на крајот е тоа за доброто на секој и пробуваме сите да работиме заедно за да одиме напред и да бидеме подобри. Тоа е целта веројатно на тие критики. Па, така е. Се снаоѓам. Само така со отворен разговор и со бирање на вистинските зборови, бидејќи колку и да сакаме да соопштиме нешто што на другиот можеби нема да му се допадне, треба да умееме, да научиме да ги одбереме вистинските зборови, ама и да ја одбереме и вистинската интонација, како тоа ќе го кажеме. Бидејќи најголемиот дел на конфликтите меѓу луѓето се што со погрешна интонација и во погрешно време бираме да кажеме баш нешта кои не се убави секогаш да се чујат. Ајде да се вратиме ние на светлината во светлината на оваа убава, како што реков, божикна химна. Вие и подаривте и видеоспот кој ќе го видиме на крајот на разговорот. Што се има во овај спот и кои се луѓе учествуваат тука? Па во спотов првично учествува спотот е снимен кај исто наша колешка од бендот во незиниот дом со едно семејство, мислам дека тие беа случајни избори или смислено? Не, тоа се е смислено, сценариото е мое. Да, неизино. Се работи за едно прекрасно семејство кои во духот на Божик и љубовта кон Бога се согласија да бидат дел од. Лесно беше да ги убедите? Да. Лесно беше бидејќи ја почувствуваа песната и како што кажав, се верници и сакаат да бидат дел од овој момент и со сигурно се и задоволство. почестени што се дел од една божикна приказна, музичка приказна и друго, извини, Иван, те прекинавме. Да, таму се снимани тие сцени од нели самата Бадникова трпеза, таа семејна топлина што е, мислам дека од сегде во сите семејства едноставно за овие празници тие 2-3 дена
е најзастапена тој момент на топлина, на хармонија во семејството. Другите сцени од спотот се снимани во црквата. Таму учествуваат деца од Луј. Исто тоа се деца од, сега да не заборавам некој, да не ги именувам, да ги поздравам сите. И баш ми е драго што се нафатија да учествуваат во спотот и дадоа едноставно преубав момент на оркестар. Ја бев дел од оркестарот, мене нормално. И друга работа, исто имавме статисти, наши фамилиарни луѓе кои што беа како момент на позадината на самото како публика на некој начин, како тој момент и тоа отприлика и сите. Колку време траеше снимањето, Ивана? Па 2 дена. 2 дена морам да го поздравам Ве послужи Гого. добро време? Бидејќи имавме во декември големи студови, имавме и врнежливи денови. Да, времето беше добро, малце беше нели така тесно со термини, поготово во декември нели за музичарите со свирки многу растрчано, но се снајдовме, све беше во ред и морам да го поздравам Гого кој го снимаше овој проект и се нафати на се ова и денонокно работеше за да излезе проектот баш на 5 и 6 јануари кога е нели Бадник спроти Бадник, Божик. да. Каков е фидбекот, Иван, вака на само 4-5 дена после официјалното промовирање и споделување со поголемата јавност? Да, искрено реакциите беа, мислам, и очекувано е за таква песна да има многу позитивни реакции и како што кажа, баш би биле срекни ова да стане нека божихна химна, бидејќи оваа песна е безвременска според мен. Секогаш би се слушала и секогаш би ја носела истата енергија како што ја носи празник. Така, браво, секоја чест. Вие сте автори на песната и ова е ваша прва авторска песна? Не. Не? Подобро време е наша прва авторска песна која што беше објавена пред околу месец и пол. Значи, на месец Заедничка. за месец дена повторно нова песна. Да не имаме и во февруари промоција на некоја следна песна. Па се надеваме, зошто се да не? надеваме? Да. Добро, драго ми е што со крупни чекори, со брзи чекори чекорите по оваа патека која е ваша и вашето време допрва почнува да работи, се радувам и ви честитам и искористете го максимално продуктивно бидејќи не секогаш инспирацијата и енергијата ни се на иста адреса. Некогаш ни се на различна адреса, така да не можеме да ги координираме сите наши желби. Како стасувате? Знам дека сте многу ангажирани со настапи низ цела Македонија. Како стасувате, Иване, и во кој град можеби имате публика која најмногу, најтопло ве поздравува? Па според мене Куманово и Охрид би ги издвоила искрено. Таму секогаш јас се чувствувам најубаво и најубаво си поминувам и најубава атмосфера има меѓу луѓето. Во кој денови сте таму? Па обично за викенди. Обично за Петок, викенди. сабота, така. Каков репертоар имате, Иван? Ние претежно свириме, ние негуваме македонската музика, обично, значи, секој пат и убаво поменуваат тие песни. Македонски евергрини, стари хитови, ете и дел од новите хитови, претежно е поперски репертоар со рок елементи ексиу. Тоа прилека. Колку членови брои бендот, Ивана? Па основниот бенд со кој што си настапуваме вака по градовите со настапи сме четворица, 4 члена. Еден автомобил. Ве собира во еден автомобил па со опрема? со бубање не. Со опрема тешко. Ајде да ги поздравиме и останатите кои не се Може да присутни ги денеска. поздравиме Лора Мадевска, нашата пијанистка. Интересно е што имаме девојче во бендот. Комбинирани сме интересно, двајца со двајца. И Александар Костовски на бубњеви. А дополнително имаме и проширен состав, брат ми кој пее заедно со мене, Филип Браво. Карајановски, Дарко Дамески е хармоникаш и Боријан Милчевски на виолина. Браво, секоја чест, навистина. Посебно ми се допадна моментот што кажа Иван дека настапувате и односно интерпретирате претежно македонски песни. Па да, гледаме да ја негуваме нашата култура, мислам дека треба многу повеќе да се негува. А и мислам дека кога гледам тоа со тек на време, со тек на години, дека луѓето го разбираат тој момент дека Им треба, фали.
Треба македонската повеќе да се негува музиката, да, нашата музика. Една голема десетка за вас и продолжете така навистина затоа што имаме толку убава музика, толку песни кои што спаѓаат во оној список на безвремени песни кои никогаш не излегуваат од мода и жално е да ги заборавиме ние, а да не ги пеат луѓе по различни страни на светот. Точно. Секојдневно добиваме видеа и си ги споделуваме едни меѓу други како некои луѓе од Јапонија, од Колумбија и од кај се не ги пеат нашите песни, а ние не си ги знаеме, што е навистина жално за нас. Карајан е кратенка од твоето презиме, Карајанова, така нели? А Карајан е презимето на еден од најголемите диригенти на сите времења, Херберт фон Карајан. Ова беше смислено или судбински? Па, во средно музичко им беше интересно моето презиме, Карајановска. И самите и професори и деца, нели, познавајќи го диригентот, ме вика Карајан на скратено и тоа така си остана. Уметничко презиме, на вистина, еве, и тоа е еден доказ дека си родена под среќна звезда и дека не е случајно природно ти следува тоа големо име на Херберт фон Карајан да го носиш ти како твое уметничко име. Ти во средното музичко свиреше обоа, ако имам добра информација. Што е со обоата? Ево игра или не? Па приватно, за моја душа ево игра, да. Вака професионално, таа приказно заврши. Каков инструмент е обоата? Тежок. Тежок? Тежок, многу тежок. Едноставно не можев веројатно да се носам со таа тежина. Па добро, веројатно и дотаму било, но убаво е што сепак си научила еден одличен инструмент. И многу ми има помогнато во изведбата на и во дишењето. Да се свири обоа, треба да се направи еден систем на дишење кој што и тоа како многу добро ти помага, верувам, во пеењето. Твоите почетоци беа во едно детско музичко шоу на еден друг медиум, така нели? Која песничка ја пееше таму? Шема се викаше песната на Сител Бамбени, да. Но интересно е како ги знаете информации. Па јас таква ми е работната позиција и морам да ги знам овие информации, инаку не би била овде каде што сум. Шема ќе се пеели на вашите настапи во некоја нова верзија, некој кавер на Шема да се направи? Може да, во некоја сосема ново издание. Еве, Иван, ти задавам предизвик. Предизвикот е зададен и до следното гостување гледам дека на еден месец ги вадите новите песни, така да може и некоја нова обработка на Шема да се направи, па... Многу добра идеја. Да. Да, мој ќе промовирам дека. Ем ќе се навратиме во детството, ем ќе инспирираме и други луѓе да направат некоја интересна варијанта, верзија на некоја стара песничка, така да секогаш е добар момент да се воскресне некоја заборавена песна. Зашто сонувате вие двајца како млади луѓе, каде би сакале да ве однесе музиката и вашата работа, која гледам дека со огромна љубов ја работите? Па ние се гледаме за... Овде или надвор од границите би сакале да ве однесе музиката? Предпоставувам дека и некаде подалеку. Првично, нели, во својата држава, во својата околина, но да, би целеле и на Балкански регион, па и европски, би кажал. Збориме со авторската музика. И со продуцирањето и творењето, па и творење и на други артисти некогаш, зашто да не. Зборам со тоа, напишува текстови, на многу добар текстописец. Ивана, за колку би сакала да можеш да имаш среќа, да ти се посреќа еве вака, да те спои животот и работата, да направиш текст за некоја голема звезда, да речеме? Балканска? И балканска, и македонска, и каква и да е. Звезда нека е. Не сум размислувала за ова. Ама еве, балканска нека биде, многу ми се допаѓа, тоа исто така од поновите изведувачи, но е многу веќе голема звезда, Ади Шоше. Тој е од Босна и многу ми се допаѓа како пее и мислам дека со него би соработувала. Така. А имаш ли идеја со кого би сакала некогаш да имаш прилика да снимиш дует? Со кого би било тоа? Дали е женски или машки изведувач, сосема небитно, може да биде тоа и мешан дует. Па првично сакам да снимам дуети со наши артисти, мои колеги, нели, на моја возраст, тоа така ми делува интересно и е многу интересно да се размени публиката. И да размениме, нели, искуства, така што со сите мои колеги на моја возраст и околу би снимила. Добре дојде на понудата. Иван, што е во план за понатака? Тоа како што напомена, мислам
многу луѓе го заклучија тој момент дека кога има некаква колаборација од артисти, изведувачи, дуети, многу повеќе се делува моментот на таа некоја хармонија измеѓу колегите во овој свет и треба да мислам дека малку да биде поизразен, општо како музичари, како артисти, како изведувачи, да има повеќе соработки, повеќе енергија, повеќе сплотена енергија, а во врска со понатамошните планови, јас секојдневно, нели, работам на нови, јас од секогаш сум сакал нешто поразлично, посвежо, поново. Се работа цело време аранжмани, дали преработки на некои одредени песни. Исто еве, може и тоа да го најавиме ние, како што напомена за македонска песна, нели, за Шема. Имаме ние едни 2 до 3 постари песни, Македонски евергрин. кои што сакаме да ги направиме малку, мислам не малку во повеќе. Кои се тоа песни, ќе ни откриеш ли? Па не би открил сега, мислам дека е рано, али би требало да излезе тој проект. Тој проект ќе биде, нели, заедно со бендот и ќе бидат вклучени и надворешни солисти, изведувачи во тој проект и ќе биде баш убава енергија. Убава обнова на Да, стари убава македонски. обнова, да. Со нетрпение ќе го чекаме тој проект на воскреснување на македонски песни, познати. А и Шема се разбира, ќе ја очекуваме да не биде сега дека Да, цело да, време да, ве да, подсетувам и вака слушајќи ве и двајцата можам само да констатирам дека вие сте вистинска светлина на ова наше македонско музичко небо и посакувам што почесто да ве има, не само на нашиот медиум каде што ние и тоа како ги почитуваме и ги поддржуваме македонските музичари, претежно македонската музика, не претежно туку 100% македонска музика имате на Алфа телевизија и ќе ве очекуваме со некоја следна новост да ја промовираме и да ја продискутираме тука кај нас или во утринската програма или во некоја друга емисија. И сега е време да ја видиме заеднички за прв пат Светлина на Алфа телевизија во утринската програма. Светлина во светлина, новата песна посветена на Божиќ, која што верувам дека ќе не смири, ќе ни даде една голема димензија на радост, спокој, надеж и силна верба во Бога, во себе и во се што е добро и ќе не подсети дека вистински треба секој еден од нас да се потруди да биде добар човек. Благодарност уште еднаш. Фала ти за Благодариме и на вас. преубавите зборови.